Работниците денеска го блокираа собранието. Според председателот на ССМ Слободан Трендафилов, македонскиот работник живее мизерно. Синдикатот ги повтори барањата за 600 евра минимална плата и зголемување на останатите плати за 6000 денари. Добро утро на сите, освен на пратениците. Зошто освен на пратениците? Затоа што 2 години го блокираат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на работничките плати или за зголемување на минималната плата и зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Како што им ветивме, денеска по 21 човек на 2 локации ги блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Моите информации се дека голем дел на пратеници станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа, за да не се соочат со работниците на улица, затоа што се срамат од нив. Се срамат од своите гласачи затоа што одбиваат да зголемат работничката плата, а од друга страна пратеничката плата според последните најави ќе се зголеми не само за 9,2% колку што си пресмета гувернерот на Народна банка дека се зголемува просечната плата во 2025 година, туку и за 12,6% затоа што Уставниот суд голема е веројатноста да укине уредбата на владата од претходната година, што ќе каже дека на 100 или 120.000 денари добиваат 21% зголемување на нивните плати. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Мислам дека денешниот ден треба да ги застрами сите, а најмногу оние 120 избрани пратеници, и мислам дека дури денеска на седницата која ќе ја имаат треба да предложат зголемување на минималната плата на 600 евра и зголемување на сите останати работнички плати за најмалку 6000 денари или за разликата од претходната минимална плата и новата минимална плата која ќе ја изгласаат. Доколку не го направат тоа, како што ветивме, ќе собереме 10.000 потписи, ќе им станеме овластен предлагач и ние, работниците, ќе им ги намалиме нивните пратенички и нивните функционерски плати. Веќе од четврток ќе го блокираме приодот до Стопанската комора, а наредниот вторник кога владата ќе има седница, ќе ја блокираме и владата. Барањата на синдикатот ги поддржуваат и опозицијските СДСМ и Левица. Ние апсолутно го оправдуваме ова ескалирање на состојбите кои ССМ го прави, затоа што година и пол дена ние сме сведоци дека имаме влада која е посветена на борба против работничките права и работничкото представување. Мислам дека е веќе крајно време да прекинеме да се лажеме. Не може никакви метрики нити зборовите на премиерот да не убедат во спротивното од тоа што го гледаме. Во Македонија се живее бедно, во Македонија условите за живот се полоши и полоши. Нашите граѓани не може да си дозволат основни услови за живот, почнувајќи од превисоките сметки кои нашите власти ги дозволуваат, па се до превисоките цени на продуктите кои се случуваат за нашите граѓани. Едноставно ситуацијата е очајна. Затоа и зголемувањето на минималната плата е крајно неопходно. Јас би ве потсетил дека ние пред некои 6 месеци понудивме ваков предлог закон за зголемување на минималната плата по барањето на синдикатите. Тоа не беше усвоено, во меѓувреме побаравме кратење на патните трошоци за пратениците, не беше усвоено, патни трошоци за работниците не беше усвоено и така натаму, така што ова ескалирање е потребно се до крајно зголемување на минималната плата. Ставот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека го поддржуваме барањето на работниците. И минатата недела поднесовме предлог на закон за измене на законот за минимална плата, токму за да ги вклучиме всушност во измените барањата на работниците, барањата на синдикатот за минимална плата од 600 евра. Со тоа всушност го продолжуваме и она што го работевме во изминатиот период, кога владата беше предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Всушност и минималната плата во тој период ја зголемивме од 8.000 на 20.500. Тоа ни дава легитимно право и понатаму, иако во опозиција, да се бориме за правата на работниците, за поголема плата на работниците и за подостоинствен живот на граѓаните во државата. Опозицијата поддржува и намалување на функционерските плати. Чекаме од статистика да излезат податоците за просечната плата во 2025 година, за да можеме да го поднесеме тоа што го најави и нашиот лидер Венко Филипче, да поднесеме измени на законот за платите на функционерите, со кои што ќе ја замрзнеме платата на функционерите. Нашиот предлог за намалување на функционерските плати е оправдан како барање на ССМ затоа што гледа
Самиот синдикат гледа дека има потполна нема слух од другата страна во институциите за зголемувањето на платите на речиси пола милион граѓани, така што апсолутно е оправдан овој нивен став и затоа го поддржуваме нивното ескалирање и нивните ставови впрочем по прашање, затоа што сметаме дека овој начин е начинот на кој што може да даде резултатите. Експертите сметаат дека зголемување на платата е можно, меѓутоа истото зависи од повеќе фактори. Најнапред, кога говориме за зголемувањето на плати, тоа е комплексно прашање, тоа од тие причини како механизам се користи најчесто економско-социјалниот совет, каде што имаме трипартитен диалог и суштината на постоење на економско-социјалниот совет и на постоењето на трипартитниот диалог е токму наоѓање на заеднички решенија низ призма на градење на компромис на различити страни. Така и во овој случај, вистинската адреса за решавање на овие проблеми е секако економско-социјалниот совет, каде што сите три партнери, и работодавците, и работниците, и владата ќе седнат, ќе ги изложат своите аргументи и ќе се најде решение кое што е најоптимално во овој момент на ова ниво на економски развој. Суштината на економскиот диалог е наоѓање на компромис и креирање на култура на компромис и сите страни треба да ги направат своите максимални заложби да се изнајде оптимално решение, заради тоа што проблемот е повеќе слоен, има повеќе аспекти, многу е сложен, ги засега и работниците и работодавците, меѓутоа има секако и определени фискални импликации. Кога веќе се зборува за продуктивноста на работниците, Миновски вели дека можеби треба да почнеме да зборуваме и за продуктивноста на функционерите. Во врска со евентуалното зголемување на инфлацијата, објаснува дека државата има механизми да најде решение за оваа ситуација. Кога говориме за инфлацијата, пред известно време имав надписи во кои што го цитира Фридман, во кој што смета дека главниот креатор во суштина на инфлацијата најчесто е владината потрошувачка. Меѓутоа, кога говориме и за платите и за инфлацијата, треба да се земат повеќе аспекти. Првиот аспект дека сите вработени не се во државниот сектор, туку имаме вработени во приватниот сектор и во државниот сектор. Оние кои што се во државната администрација се финансираат од буџетот, за тоа се неопходни средства кои што ќе се реалоцираат токму од прибирањето на даноци кои што државата преку кои што државата го полни буџетот. Така да таму постојат фискални импликации доколку определен дел од вработените во јавната администрација работат под нивото на минимална плата, тоа секако дека ќе има определени буџетски импликации. Вториот сегмент е сегментот на работната сила која што работи во приватниот сектор и тука треба да се прави дистинкција помеѓу два дела. Едниот дел се микрокомпаниите и малите компании, каде што имаме работодавец кој што најчесто е и вработен и тука прашањето е комплексно затоа што во определен случај зголемување на тој износ на минимална плата може да го доведе во прашање така наречениот кеш флоу или готовинскиот тек кај самиот работодавач кој што на некој начин е и само вработен. Затоа понудив определено решение кое што би значило дополнителен пристап до финансии преку подигнувањето на прагот на ДДВ, што ќе значи на некој начин обезбедување на дополнителни средства, односно дополнителна ликвидност за овие микро и мали компании. Вториот сегмент е сегмент на вработени кои што работат во големи фирми, каде што со оглед на профитите кои што ги прекажуваат, можеби постои простор за зголемување на минималната плата преку диалог со работодавачите кои што дел од профитот кој што го реализираат би го инвестирале во своите вработени. Во однос на подигнувањето на нивото на платите и минималната плата, сите говориме за зголемувањето на продуктивноста како најодржлив концепт на подигнувањето на платите. Меѓутоа, треба да се истакне дека и самата продуктивност е комплексна заради тоа што не зависи исклучиво од работната сила, туку зависи и од капиталот, исто така зависи и од технологијата која што се користи, која што значително влијае на продуктивноста. Во однос на владата и владината потрошувачка, сметам дека треба внимателно да се разгледа расходната страна, сите непотребни трошоци да се елиминираат. Исто така треба да се можеби размисли на намалувањето на тие коефициенти на плата за владини функционери и треба да се отвори можеби прашањето за продуктивноста и мерење на ефикасноста во работењето на државните институции. Тоа е отприлика она што би имал да го кажам. Според Миновски, македонскиот работник е на дното на Европа и мора да се најде начин да се зголеми животниот стандард на граѓаните. Па дефинитивно
Македонија е можеби на самото дно во однос на животниот стандард, во однос на можностите на некој начин на работниците да ги алиментираат своите основни потреби. Од тој аспект треба да се бара решение. Решението треба да се бара врз диалог, врз градење на една култура на компромис. Секоја страна треба да даде нешто во тој процес за да може да се дојде до некое оптимално решение кое што нема да биде на штета на ниедна страна. Во крајна линија основна цел на сите оние кои што учествуваат во овој социјален диалог треба да биде подобар животен стандард за граѓаните, за вработените.